Никој ништо не презема за изјавата на Вилма Русковска дека претходниот состав на владата вршил притисоци за судски случај. Адвокатот Александар Тортевски смета дека луѓето од претходната владина гарнитура се уште ги контролираат обвинителството и МВР. Вилма изјави дека од претходната влада имала сериозни притисоци за одредени луѓе и предмети. Ако никој не презема ништо, а ова го изјавува шефот на одделот за организиран криминал, тоа значи дека луѓето од поранешната влада се уште ги контролираат врвот на обвинителството и МВР. За притисоците и влијанијата председателот на Советот на јавни обвинители Антонио Јолевски рече дека Русковска не се обратила до нив, а за тоа требало да достави и докази за да може да ја заштитат. По допрен глас, односно по изјавата на Русковска, нема да постапуваат. До нас може да се обратат обвинителите во случај кога врз нив се врши некаков притисок или бараат некаква заштита. Советот е тука и ќе стани, ќе застани на страната на обвинителите и треба да застани затоа што тоа е впрочем наша работа. Меѓутоа треба да имаме конкретни укажувања и податоци. Од друга страна, правната фела бара поголема транспарентност за случајот. Поранешната судијка Маргарита Цаца Николовска очекува државниот обвинител Љубомир Јовевски и Советот на јавни обвинители да ги споделуваат сите информации со јавноста, бидејќи се уште не се знае што содржала жалбата на Русковска. Нити знам што е непрофесионалното однесување, нити пак знам што е незината жалба и што е аргумент за одговорот на судскиот совет, на обвинителскиот, на обвинителскиот совет. Затоа велам дека не постојат доволно факти и елементи за да давам таква оценка. Меѓутоа, треба да се стрпиме, да видиме што ќе излезе и која ќе биде транспарентноста на сите овие органи. Јовевски ја суспендираше Русковска на 16 овој месец поради кривичната пријава од Арафат Муареми за претресот во финансова. Русковска се жалеше до Советот на јавни обвинители, но тие и ја одбија жалбата бидејќи, како што рекоа, можела да влијае на постапката. Освен Русковска, Јовевски поведе и дисциплинска постапка за обвинителките Ивана Трајчева и Елизабета Јосифовска.